Благодарам, ќе бидам сосема краток. Колешке Лазареска, значи голем пропус е на староновата влада да се испуштат 1000 деца, посебно со ваква мерка. Испровоциран за реплика се јавив од една причина. Убаво е што ги читате првите 3 пакета мерки. Ама немојте да заборавите дека реализацијата на првите 3 пакета мерки од предвидени 550 милиона евра е некаде околу 180 милиона евра. Или 33% од реализацијата на тие пакет мерки. И заменик министерот го спомна и вие. Напишано ви од министерствата, имате дадено, подготвени сте за ребалансот на буџетот, ваму ќе дадеме 290 милиона, таму ќе дадеме 580 милиона, ама добро е по проектирањето и промовирањето на пакетите на мерки да ја видиме и самата реализација на тие пакети на мерки. Реализацијата по основ на првите 3 пакет мерки е 33% од сите нив. Имаме 4 пакет мерки и потребно е да имаме, доколку малку бевте подоблесни и ја прифатевте на време преодната стратегија на ВМРО ДПМН во која што има многу паметни работи, паметни идеи, мислам дека многу полесно и од економски и од здравствен аспект ќе излезевме или ќе се соочевме. Излегување цел свет не е излезен и ние немаше да излеземе, меѓутоа ќе се соочевме и ќе успеевме да пребродиме многу полесно одредени економски состојби во државата, а дека е толку розева состојбата во државата не е. Доаѓам од текстилно-индустријски град, каде што секојдневно разговарам и со работници, и со стопанственици, кои што се плашат секојдневно за нивните бизниси, за нивните работни места, и ова е навистина нешто кое што ќе треба сериозно владата да се подзамисли и да не се прават вакви пропусти, односно 1000 деца кои што се опфаќаат со оваа мерка, 1000 деца кои што идат од социјално загрозени или релативно слабо економски одржливи фамилии, да можат да ги земат овие средства кои што живот значат за нив. Благодарам.